Почитувани гледачи, добар ден. Вие сте на вистинската фреквенција Еден телевизија, а јас сум Јадранка Костова. Секој петок, вообичаено, ваш домакин или домакин на отвореното студио на Еден ТВ. На самиот почеток, еве неколку информации што ќе гледате во делот кога имаме овие отворени појаси и гости. Во овој прв дел гостине веќе е тука седнат Зоран Петковиќ Бакли од Комората на медијатори. Во вториот дел од овој појас ќе ни гостува Кристина Озимец, колешката Кристина Озимец, која е председател на платформата за истражувачко новинарство и анализи. Деновиве во Скопје, во нивна организација, се одржува истражувачки филмски фестивал, значи наша тема ќе биде истражувачкото новинарство. Потоа гостин ќе ми биде подпредседателот на СДСМ, Мухамед Зекири. Ќе имаме вклучување од Лондон на Ненад Живановски, да видиме какви се состојбите со протестите или противниците на Брекзит. Потоа следува следниот дел, тоа е во организација на колегата Сладжан Ивковиќ од спортската редакција. Гостин ќе биде, морам да прочитам, Гораст Србљак. Тој е тенисер, 2 години државен првак на Македонија во тенис, и Златко Димановски, неговиот тренер. Потоа идеме во следниот отворен појас, тука со колешката Гордана Дувњак. Ќе разговараме на тема бегалците. Гости ќе ни бидат Магдалена Несторовска, државен секретар од МВР, кој е национален координатор за бегалците, како и исто така од невладиниот сектор Јасмин Реджепи. Потоа ќе разговарам со доктор Тодор Ношпал, ортопед, кој пред неколку години ја скина ВМРО-вската книжка, но сега ги поддржува процесите на чистка во оваа партија. И од 21 часот со колешката Дувњак имаме една трибина околу уставните амандмани. Гости се Тренда Филивановски и Драган Аучинов. И на крајот ќе имаме еден разговор со Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз. Ете, тоа е за содржините што ќе може да ги проследите. Јас веќе споменав дека тука е медијаторот Зоран Петковиќ Бакли, но би сакала најпрвин да го вклучиме колегата Игор Стефановски, дали имаме линковска врска, за тоа што веста на денот е упатниот акт за издржување на казната затвор, што денеска беше врачен на екс-премиерот Никола Груевски. Дали го имаме Игор на линија? Да, Јадранка, јас сум на линија. Екс-премиерот Никола Груевски го добил патниот акт на рака пред почетокот на судењето од траекторија во кривичниот суд, откако претходно истражната полиција не го пронашле наврата кај него дома за да му го предадат патниот акт со датумот и рокот кога треба да се јави во истражниот затвор во Шутка. Ова информација ја потврдија и од кривичниот суд. Именно Груевски го има последниот рок од 13 дена да се јави во Скопскиот истражен затвор во Шуто Оризари. Тоа е датумот 8 ноември. Во Шуто Оризари, бидејќи претходно имаше некоја вест дека ќе треба да оди во Кумановскиот затвор. Значи, имаше и такви информации, меѓутоа ова е најновата информација, меѓутоа тој не значи дека може во иднина Груевски да побара промена на затворот за да биде прераспределен во друго затворско оделение во државата. Тоа што го знаеме од неговите адвокати дека веќе е поднесено вонредно преиспитување на второстепената пресудата од апелацискиот суд. Таквото барање е испратено до кривичниот суд, а кривичниот суд треба да го препрати до Врховниот суд како највисок суд што треба да одлучува по вонредниот правен лек кој што го имаат како одбрана. Меѓутоа, според последните информации кои што ги добив од Врховниот суд, тоа барање таму веќе не е пристигнато. Исто така се јавува и опција Груевски да бара и одложување
истражување на извршувањето на санкциите. Првичните информации се дека има рок од 3 дена да се поднесе такво барање кај судијата за извршување на санкции, кој му го даде датумот на Груевски на 8 ноември да се јави во шутка. Да, Игор, дали имаше реакција од Груевски? Дали побаравте изјава? Очекувавме голем број на медиумски екипи, имаше точно тука на ова место пред кривичниот суд пред 1 час, но остана нејасно како поранешниот функционер, односно премиер, кој сега е без функција, успеа да излезе од службениот влез на кривичниот суд. Имено тој ги избегна медиумските камери и остана без коментара. Неговото обезбедување го пречека невообичаено на задниот влез од кривичниот суд, со што Груевски одбегна да даде одговори на новинарските прашања, но воедно и на јавност. Игор, само уште ова денеска се одржа судењето за случајот Траекторија. Што се случуваше покрај ова, нели, упатниот акт што му е доставен на Груевски пред почеток на судењето? Така, Груевски го доби упатниот акт пред почетокот на судскиот процес Траекторија, во кој се обвинети поранешни владини функционери Никола Груевски, Милјана Киевски како министер за транспорт и врски, уште двајца поранешни функционери како Владимир Пешевски, вице-премиерот за економски прашања во времето на ВМРО ДПМН, како и Љупчо Георгиевски, тогашниот директор на Агенцијата за патишта. На судскиот процес Траекторија во кривичниот суд се презентира телефонски пораки поврзани со договарање на кинеската компанија која ги гради кинеските автопатишта Кичево, Охрид и Штип, Миладиновци. Така, Игор, ти благодарам за сега. Се враќаме во студиото. Конечно, еве, добре дојде да ви кажам, господин Петковиќ. Вчера беше Европскиот ден за граѓанска правда. И наеднаш се појави комората за медијација. Но разбравме дека има 2 комори за медијација. Како вие ќе ги помирувате странките кога вам ви треба медијатор да ве помири двете комори кои очигледно сте спротивставени? Добар ден на вас и на вашите гледачи. Први благодарам за поканата. Да, тачно е, од 2017 8 месец во Централниот регистар е регистрирана и новата комора, иако во врска со незината регистрација година и пол имаме поднесена жалба, имаме тужба на редовниот суд, меѓутоа, како што е ажурен судот и регистратор и второстепената комисија на Централниот регистар, до сега немаме добиено никаква одлука. Со која? Нема образложение, нема образложение. Имаме индиректно инсайдерски информации дека првата председателка на комисијата била долго време болна, втората колешката, моја адвокатка, исто така денови се разболела и немаме никаков одговор, иако имаме 2 ургенции меѓувремено, бидејќи денови спремаме и нешто друго, бидејќи се работи за незаконско запишување во Централниот регистар. Така, што е разликата меѓу двете комори? Да речеме ние како граѓани, еве како евентуални ваши клиенти, ако имаме некаков спор, и сега што е разликата, дали ќе бараме услуга или ќе имаме услуга од едната комора на медијатор или од втората? Едно е се коморите, меѓутоа од 2013 во Република Македонија се донесе нов закон, во кој закон почна да важи од 2014, се предвиде дека треба да имаат медијаторите лиценца. Меѓутоа, према преодните одредби, а и према Уставот член 52 став 4, како што и адвокатите и медијаторите треба да имаат стекнато право. Јас сум од основањето на комората, преседател долго време на комората, обучувач, медијатор. Законот е 2006, кога се формираше комората? Комората 2006 се формираше, јас станав 2009 преседател, обучувач, имам обучено 60 медијатори, бев член на одборот на влада кај што и новите медијатори ги обучуваме и на крај одеднаш испаѓа дека сме резервни медијатори или иако Уставот е јасен
дека стекнатото право не може да важи уназад. И у преодните одредби стои дека ние треба да приложиме некои работи, меѓутоа нигде не стои дека треба да го повторно полагаме испитот за да добиеме лиценца. А колку медиатори брои вашата комора? Нашата комора броеше на почетокот 160 медиатори, сега има 100 медиатори поради се отпишава поради неплаќање на чланарина, а новата комора по законот од 2013 има околу 29 до 30 медиатори. Така. Разликата и меѓу двете комори е тоа што ние сме регистрирани по тој закон и по законот за стопански комори, каде што за комори мора да има минимум 50 правни или физички лица. А они се регистрирани по закон за медиација и по законот за граѓани, каде што треба минимум да има 5 години, 5 медиатори. Кој би можел да биде медиатор на две спротиставени комори на медиатори? Па сега, пошто кажав на почетокот дека ние имаме покренато пред година и пол постапки, требаше првин да функционира правната држава. Требаше второстепената комисија за 30 дена по законот за општа управна постапка да донесе решение во врска со нашата жалба за нивната регистрација. За жал и двете комори имаат исто име што во централниот регистар тоа не може да се запише, иако го запишава, не знам како успеале технички, со тоа што во законот стои една комора, односно име едно комора на Република Македонија, кај нив за да помине технички бидејќи компјутерски не може да поминат, они додале Скопје, а Скопје е седиштето, не е у називот на комората, така да и од тој аспект е прогурано на мала врата тој дел. Меѓутоа, помирување на коморите би требало да следува своевремено од минатите министри кои што беа и свикувачи на собранието. За жал, како што и повеќе закони, овој закон во преодрите одредби предвидува само не предвидува основање на нова комора, предвидува само изборно собрание. А за изборно собрание неопходно и по стариот закон и по новиот закон да имаш минимум 51% од именикот на медиатор. Сте се обратиле до министерката, актуелната министерка Рената Десковска? Па до министерката и као комора и ја лично се обратиме деноиве и имаме намера да се обратиме и до другите органи, бидејќи овде се работи Кои више... други органи? Па, овдека се работи по моја оценка и по оценка на колегите, се работи за несовесно работење од страна на регистраторот и второстепената комисија, така имаме намера да покренеме и други постапки соодветни, бидејќи имаме и постапки и за нашите лични права и до Управниот суд, каде што имаше молчење од страна на одборот, па добиме и 2,5 години, трпиме индиректна и директна штета, нема мериторна одлука до ден денска. Има ли политичка позадина во се ова? Да, сега, пошто ја лично не сум политички определен, по мене, пошто политиката многу малце ме интересира, многу малце има политичка определба, меѓутоа има немедиаторска, да кажеме, злоба, љубомора, посебно од бирократијата, од Министерството на правда, од средното ниво, кои се исти, не се променети, тие се секогаш исти, дали е ВМРО претходната власт, дали е сегашната. Тие експерти кои долго време со нив соработуваме, меѓутоа јас сум малце по-оштар у смислу на примена на законите, пошто учествував и у првиот закон кој беше министерката Мери, па сум учествувал у пуно и по мој предлог беше растурен, имаме уште 2 години одборот, бидејќи не функционираше. Во вториот закон не бев повикан да учествувам, имаме амандмани, меѓутоа тој помина и со јавни расправи, помина, таму имаше, да кажеме, повише инат него политика. Имаме закон кој што го нема у свет. Така. Мислам... А да придеме конкретно, колку граѓаните на Македонија знаат дека постојат медиатори кои можат да им помогнат? Колку вие имате од 2006 рековте сте медиатор? Колку до сега сте успеале да помирите странки во спор? Од 2006 регистарот за упишување на медиациите,
као председател на комората, пошто ние немаме лице платено, го водев јас и имаше околу 100 медијации до 2014 или 13, кога беше, имаше околу 100 медијации, се додека во Законот за парнична постапка не се донесе да биде медијацијата задолжителна, од кога порасна интересот, бидејќи беше облигаторна или задолжителен обид на медијација и од тогаш навака има едно 200 до 300 предмети за медијација. Иначе нашиот народ е научен, тешко да го кажам, да се суди. Да се суди. Вака, за крај, да објасните, што значи, што добива еден граѓанин доколку решава спор со медијација, а што значи доколку тера судски? Во смисла и на пари и на време. Основното што е медијацијата е доброволен процес, каде што двете странки самостално со помош на медијаторот е само сообраќаец, го решаваат меѓусобниот спор на мирен начин. Тоа значи и времето е ограничено и е према судскиот спор негде максимум може да трае 15 до 20 дена, а знаете вие колку трајат судските спорови. Значи добива во време. Така. Медијацијата е една од најевтините постапки. Значи према другите постапки, а и трошковите и во судската постапка кој се почне ако се прекине, странката е ослободена од трошковите и судските трошкови, а во медијацијата нема такси и нотарски и судски трошкови. Значи тоа е поволноста. Поволноста е тој дел. Ама уште една најповолност за мене и за општо, знаете дека медијација има во трговските спорови, кај што има бизнис, има во семејните спорови, има во имотните спорови и во кривичните дел кај што се за малолетниците и оние по приватна тужба. Меѓутоа, по мене најголемиот бенефит е што доваѓа до помирување на страните. Продужuje натака и семејните врски и бизнис врските. Значи едноставно модерно е, како што знаете и у парламент помирувањето модерно. И значи ова е база да се помириш и да почнеш. Најпознат медијатор нас ни е Метју Нимиц, кој успеа со грците до некаде да не помири. А очигледно и на претениците и на партиите им треба медијација некаква. Значи на крај, ви благодарам ако е на крај, пошто па и се познаеме како експерти и вака со министерката, е една покана да ни биде медијатор на двете комори. Вајда ќе најде доблес. Така да, благодарам. Благодарам. Сега, додека да дојде до смена да седне колешката Озимец, треба да ја вклучиме Весна Велковска. Да разговараме што се случува во собранието во врска со и уставните амандмани, Комисијата за помирување, но и оно што се случува во врска со исклучените пратеници од ВМРО-ДПМНЕ. Весна, дали ме слушаш? Да, се слушаме. Јадранка, овде во собранието, собраниските служби проверивме, нема пристигнато ниту нацрта уставни амандмани, ниту пак барање за формирање на нова пратеничка група. Значи, официјално од владата ни потврдија дека денеска нема да ги достави уставните амандмани овде до парламентот. Значи, очекуваат постапката околу консултациите за процесот на уставните измени да течат на релација влада и народни избраници и оттаму дека во оној момент кога ќе се утврдат насред амандманите, истите ќе бидат доставени до собранието. Тоа се очекува наскоро, но не и денеска, како што не информираат од владата. Инаку јавноста има шанси да се имаше спекулација дека исклучените пратеници има шанси да формираат пратеничка група од 8 до 9 пратеници. Значи како што веќе реков, официјално не е, но дали имаш ти некои сознанија? Денеска овие пратеници имале средба овде во собранието
и сепак од таму нема ниту една информација. Се обидовме да контактираме речиси со сите од исклучените пратеници, но нивните телефони остана неми на нашите полици. Инаку веќе знаеме дека според Собранискиот деловник пратеничка група можат да формираат 5 пратеници, но такво службено барање до Собранискиот спикер, ниту до собраниските служби се уште не пристигнат. Сосема блиц, Весна. Прострои една информација со одредени портали дека ВМРО ДПМН ќе продава Белата палата и ќе се пресели во некој поскромен партиски штаб. Дали е Веста, во Веста се повикуваат на високи партиски избори? Имаш ли сознание дали е тоа точна вест? Вака, Јадранка, оваа вест не можев да ја проверам, затоа што, како што веќе реков, многу голем е молкот, ако може така да се каже, и во оваа партија. Така, добро. Не може да се, да. Добро, Весна, ќе имаме наредни веденови, така. Да. Благодарам. Добри дојде за Кристина Озимец. Благодарам много. Ве представив председател на платформа за истражувачко новинарство и анализа и ви честитам за безмалку една година постоите, а ова е сега деновиве втор истражувачки филмски фестивал. Видов по инсертите дека има посетеност и навистина ми е драго. Задоволни сте вчера, денес и утре продолжувам во кинокултура. Да. Како е атмосферата? Ви благодарам многу, да, туку што доаѓам од таму. Навистина сме задоволни. Вчера имавме отварање на фестивалот, имавме една дебата со гостинка од BuzzFeed News. Таа ни дојде од Торонто, Канада, и го отворивме фестивалот со една дискусија за распознавање на лажните вести и непроверените информации на интернет. Потоа имавме и филм за тајните на Facebook. На отварањето имаше доста посетено, што навистина ми беше мило, бидејќи публиката на фестивалот е разновидна. Не доаѓаат само луѓе од медиумите и новинари, туку доаѓаат од најразлични сектори и обични луѓе кои што се заинтересирани за овие теми. Интересни теми имате, јас ја гледав програмата, спомена нели лажните вести. Да. Имате ли објаснување зошто некако граѓаните повеќе се фаќаат за лажните вести отколку сериозни, издржани истражувачки истории? Па треба да се читаат, изгледа треба да се посвети повеќе време и повеќе внимание. Многу е полесно, нели, па и од самите ние знаеме кога ќе видите некој статус краток, нели, доста граѓани не распознаваат, не можат да видат дека нели им можеби и веруваат на личноста која што ќе постира нешто, и потоа не права дополнителна проверка. Вчера имавме интересен совет од токму од гостинката. Така. На крајот на криштата, значи наједноставно, што е наједноставно, ако нешто ви е сомнително, барем првин проверете го на Google, па потоа постирајте го, ако нешто не ви е нели докрај проверено. И од друга страна и граѓаните немаат ни толку време, можеби нели ќе видат нешто. Ви имате така е насловено бајка за лажните вести од Велес. Дојдовте до некои нови откритија? Не, тоа е филм, значи британски филм. Да, ова е филмски истражувачки фестивал. Да, снимен е значи за Велес, меѓутоа е британска продукција и тој вечерва го имаме на репертоарот на фестивалот, така што сите нели ќе можат вечерва да го погледнат сите. Всушност фестивалот прикажува најразлични документарци или истражувачки документарци кои што се занимаваат со различни теми од областа на медиумите. Сега попладнево продолжувате со Дрисла, не смрди само ѓубрето. Да. Тоа е филм на Скуп. На Скуп, да. Ние сакаме во фестивалот практично да ги колку можеме се обидуваме да ги обединиме сите да речам медиумски организации, новинари кои работат во истражувачкото новинарство и така натака, меѓу нив е и Скуп. Македонија и тие ќе имаат ќе го прикажат овој документарец, а потоа имаме еден на Кадар, тој во Домила, исто така е на една наша продукција, организација. Така еден од најголемите измами или тајната на рајските документи. Да. Тука учествувале многу новинари. Да, тоа е филм на Vice News.
Исто така за оваа голема истражувачка студија која што беше актуелна токму оваа година и минатата година. И тука е разработуван или позадината како ти е дошло до документите. Филмот мислам дека ќе биде Вклучени се многу медиуми, почна од германскиот Süddeutsche Zeitung, да се вклучија еминентни весници од Британија, од другите држави. Токму тоа ни е целта да ние наметнеме една дискусии, да наметнеме филмови кои што во моментов се дискутираат во Европа и во САД и во светот. Значи, ние навистина некогаш овде се забораваме со нашите секојдневни, секако дека и тие се важни, со нашите секојдневни дискусии, проблеми, кризи кои постојано ги имаме како општество, но како новинари и како јавност мислам дека е добро да се вклучиме и во овие дебати кои што се актуелни. Не сме имуни на тоа, живееме сепак нели во време на интернет, во 21 век и навистина е корисно да се види што работат и нашите колеги во Европа, во САД и така. Имате две теми или два филма во врска со убиства на новинари. Екзекуцијата на Дафне Галиција, имаш уште едно презиме, мислам, и случајот со белорускиот новинар ликвидиран со автомобил бомба во Украина. За жал да, и утре имаме дебата која почнува во 12:30 со двајцата новинари и режисери нели на филмовите за безбедноста на новинарите. Имавме во Европа имаше повеќе убиства за помалку од една година на новинари и во земји членки на ЕУ, така што тоа се главно истражувачки новинари. Генерално да, повеќето се и затоа одлучивме годинава да издвоиме посебен панел, да дадеме еден посебен дел од фестивалот и два филмови кои што ќе ги третираат овие теми. Еве за крај вака ме интересира, во Македонија имаме одлични истражувачки новинари, но не се многу. Истражувачкото новинарство бара и време и пари, затоа што за добра истражувачка сторија треба навистика недели па и месеци. Да. Гледате шанси да се развива ова, бидејќи ретко собствениците на медиумите можат да одвојат неколку новинари, да речам, со месеци да работат на една сторија. Па ние веруваме во се повеќе во независни иницијативи, да кажам, кои што би работеле на овој жанр. Кој што рековте, потребно е не се само парите во прашање, потребно е многу време за да се изработи нешто квалитетно и истовремено е потребна голема поддршка од уредниците во редакциите кои што би да кажам би го мотивирале овие процеси, би создавале тимови кои што би можеле да работат заедно. Кај нас исто така доста од новинарите работат сами или можеби со уште еден, да кажам, многу е важно да се направи и тим во една редакција кој што би можел да работи заедно на истражувачки стори и тоа да донесе многу повеќе квалитет. Имавте и една тема за владиниот пиар. Сабајлево што туку заврши. Нивното влијание врз социјалните медиуми. Беше насловено нешто, го има премногу или... Присуство премногу, премалку, да. Дојдовте до некаков заклучок? Како работи владиниот пиар? Дискусијата утрово беше, навистина, стварно сум многу задоволна. Имаше многу посетители и многу беше квалитетна и продуктивна и навистина се разви дебат, имаше многу прашања и од публиката. Па дефинитивно имаше коментари, секако и новинари имавме на дебатата дека владиниот пиар му треба и тоа како многу подобрување и многу повеќе работа на тоа да биде на некое друго ниво и имаше доста и критики за неговата работа, за тоа се присуство нивно на социјалните мрежи, колку тоа може да биде некогаш и контрапродуктивно. И така натака ја има дебатата онлайн кај нас на Пина, може да се гледа у некој што Pina.mk, така. Да, Pina.mk и ја имаме и на Facebook страницата. Еве за крај, вие попладне продолжувате од 17 часот кинокултура. Уште од 17 часот. Од 17, да, од 17:30. И утре цел ден, така? Исто така цел ден. Добро. Ова е пукна балонот на Сербија. Ете, добро се случува и тоа. Да, ние сме цел ден денес и цел ден и утре. Не го споменав, доста имаме многу важна работилница утре исто така, за прв пат во Македонија. Добро, која? Ќе ни гостува представник на Google News Lab,
кој што ќе одржи работилница за новинарите за новите алатки кои што се користат во новинарството и исто така и очекуваме и таму доста посетеност. Вечерва имаме дебата за истражувачкото новинарство во Македонија со домашни новинари, пред се млади новинари, со кои ќе поразговараме за предизвиците овде, домашните предизвици, така што имаме уште 2 дена целиот програм. Така, благодарам Кристина, ви посакувам нели успешна работа и што ме ова втор филмски истражувачки фестивал да продолжите и натаму. Навистина проектот ви е интересен. Благодарам многу. Ние продолжуваме, време е за вестите.